ниту еден здравствен работник не сака да се сретне со една ваква кобна ноќ како што беше ова 15, односно утрото на 16 март. За шокот и стресот тој ден и сликата пред ургентниот центар, дури сега можам да зборувам. Во тие мигови, веднаш по првиот повик, неколку минути пред 4 часот, веднаш се упатив кон работа. За помалку од половина час, сите бевме таму, целиот тим. Вели Драгевска Ѓорѓиева, главна медицинска сестра на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Хирургијата е тимска работа и важно е да се споменат луѓето на кои честопати забораваме. Во овој миг на сите ни е потребна психолошка поддршка, без оглед дали ќе си признаеме или не. Знам дека имаше моменти во кои само молчавме и плачавме, вели Драгевска Ѓорѓиева, која 20 години е медицинска сестра. Во првите моменти беше најважно да им пружиме негата на пациентите која што им беше потребна, да добијат правилна, професионална, навремена и брза реакција од сите здравствени тимови, бидејќи ние функционираме како еден тим. Кога доаѓа пациентот, сите сме вклучени во тој третман на тој пациент. Во ургентниот центар беа вклучени многу тимови. Бевме вклучени ние медицинските сестри од пластична хирургија, сестрите од ургентниот центар, лекари од анестезиолози, од единицата за интензивно лекување. Нашите болничари кои што многу ретко се спомнати во цела ова криза, но тој транспорт и движење на пациентите од една до друга клиника за да биде се една брзо и навремено зависи од многу луѓе. И во тие први моменти само се работеше, ниту се гледаше на времето како подминува, ниту колку часови поминатме. Се случи некои од нас да бидат и подолго од 20-30 часа во континуитет на работа, што беше навистина тешко. И сега кога одминува времето, сите се соочуваме со тој стрес и сакам да им кажам дека ние многу разговараме на нашата клиника со моите колешки сестри, постојано разговарам со нив и би сакала и на другите да им кажам дека доколку имаат потреба можат да разговарат. Ова го алудирам повеќе на колешките од Кочани, значи тие што испаднале први на лице место, најмногу сочувствувам со нив. Ако нас не беше и го поминавме ова вака тешко, како им било ним. Сакам да кажам дека тука сме да си подадеме рака, да си се пожалиме во најмала рака, да си споделиме искуства и да се најдеме за во иднина да бидеме повторно заедно, бидејќи сметам дека со разговорот можеме да решиме многу проблеми. Ако ништо друго да се исплачеме, како што се исплачевме и исплакавме убаво на тој 16 март и да се надеваме дека вакво нешто никогаш нема да не се повтори понатаму. Ви имавте и обуки со стручни тимови кои што беа дојдени од странство, така? Од каде се беа дојдени тимови? Претпоставам дека и тие работеа со вас. На нашата клиника имаше тимови хирурзи, лекари од Чешка и од Израел. Да, тие ни помогна многу. Ни беа тука на располагање, работевме заедно, работевме тимски. Морам да кажам дека нашите пластични хирурзи се врвни, они се познаваа лично, така да веќе беа запознаени, ги знаат и ги спроведуваат сите тие процедури на нашата клиника и претходно и за текот на лекување на овие пациенти. Во моментов дел од пациентите кои беа хоспитализирани во земјава и странство доаѓаат на преврска во амбулантите и предстои период на рехабилитација, која кај секој пациент е индивидуална, но кај некој може да трае и повеќе години. Во овој миг најважно е да бидат трпеливи и упорни, следејќи ги препораките на медицинските лица, вели Ѓорѓиевска Павловска. Се доаѓаат на дневно ниво, сега имаме и тимови, вчера беше еден тим, утре имаме друг тим кои што одат во Кочани. Значи имаме некои доаѓаат овде на контроли, сакаат да дојдат пошто имаат и други контроли да ги направат. Тие што се само од пластична хирургија за преврска, контролите ги работиме и во Кочани. Значи понеделник, среда и петок. Сега во зависност како што ќе бидат преврските, така и ги формираме деновите и тимовите за идење. Скоро имаме телефони од сите родители, за да може да комуницираме за све. Тука не е само, да кажем, повредата која што е, него и сосема други моменти, значи раздвижувањето на прсти, на рака, на лузните, како ќе созреваат, тоест опекотините. Тие деца воопшто не смеат да видат сонце ова лето. Тоа им се кажува и како препорака на секоја доаѓање кај нас, дека треба да функционираат ноќе или рано сабајле или касно поручек
кога нема сонце, или кога ќе треба да излегуваат да имаат заштитни ракавици, долги ракави, кошули памучни, капче памучно исто, што ќе покрива скоро цело лице со вратна регија и со ушињата. Во меѓувреме, сите тимови продолжуваат да функционираат според протоколите на Светското здружение за изгореници.